Климатските промени се одлучувачки предизвик за македонското земјоделие. Некои земјоделски култури драстично изгубија на квалитет и принос, тврди универзитетскиот професор во пензија Илија Каров, дополнувајќи дека штетата директно се рефлектира кон земјоделците. Добиваме место повисоки пониски приноси, иако голем дел од земјоделците вложија огромна сума на средства во механизација, современа механизација, но сепак кога на крајот ќе произведат и нема кој да го вреднува нивниот труд. Ова не е нерешлив проблем. Потребно е, тврди Каров, науката да се насочи кон овие сензибилни култури на климатските промени. Науката да почне да се насочи во создавањето на сорти со пократка вегетација, од дали се работи за житни култури, индустријски и така натаму, со пократка вегетација и сорти со издржливи на сушни услови. Некои култури треба да се заменат, но да се промени третманот на некои, а некои до вчерашни наши традиционални земјоделски култури повторно да се вратат, како на пример шеќерната репа. Ние имавме 3 до 4.000 тона хектари последната година кога над 4.000 хектара шеќерна репа. Тука е памукот, тука се овие маслоданите култури. Ние сончоглед имавме да ги задоволиме собствените потреби, сега немаме доволно. Значи мораме да се враќаме и на тие култури. За поквалитетно земјоделство, професорот ја истакна потребата во континуирана наобразба, не само на земјоделците, но и на научниот кадар. Прво треба се инвестира навистина у стручен кадар, тие што треба да го пренесат. Прво едукација на професорите, да речеме, што имат и теоретско и практично знање, да ги оспособат кадрите вработени во агенциите за унапредување на земјоделието, за да можат тие кадри да бидат способни да ги помогнат на реалните вистинските земјоделци.